Овчеполи и Пелагонија, двете најголеми житници во државата, останаа без руд. Годинава времето не беше наклонето кон трудот и маката на земјоделците. Реколтата потврли, градот го столчи житото кој ќе остане храна за птиците, а како ќе се прехранат земјоделците не знаат ниту тие самите. Велат, штета голема претрпевме, останавме без руд и без пари. Не знам како ќе преживееме и самите загубите ги рачунаме секој ден, меѓутоа рачунај, стегај, врти, псукај, ја мислам дека тешко ќе излеземе на крај. Годината да ја затвориме, барим на нула да бидеме, значи у минус ќе бидеме. Лани сушата го изеде родот, годинава дождовите. Земјоделските здруженија алармираат за лошата состојба во која се наоѓа земјоделецот. Ниските откупни цени на житото, од кои така поголем дел ќе остане на нивите, ги боли, но повеќе се револтирани од ниската откупна цена, поради која, како што вели и лидерот на Здруженијето на земјоделци Велјо Тантаров, ќе се откажат од сидбата на лебното жито. Со оваа срамна цена на пченицата од 8 денари, која не е ниту толку, доколку на таа ниска цена се додаде и цената на превозот која изнесува најмалку 0,50 денари по килограм, математиките покажуваат дека лебното жито би се откупувало само по 7,5 денари за килограм. Ова ќе биде последна година на производството на пченица на лебното жито. Во приватниот сектор таа беше посејана на околу 5000 хектари, во комбинатот Пелагонија беше застапена на 3000 хектари. Како што стојат работите, прашање дали во наредните години таа ќе се сее во Пелагонија, вели Тантаров. На исто мислење се и жетварите во Овчеполието. Од година во година се помалку и помалку се сее житна култура, да речеме, пченица и јачмен. Значи луѓето се преориентират нешто на друга. Еве, дел, да речеме, сеат слонуток, што викаме ние. Ваа година, односно ваа реколта е намалена негде со 40%. Другата година, после сето овоа, другата година още 40%, само ќе остане 20%. Значи, нема излез. Општина Могила прогласи елементарна непогода. Лошото невреме со врнежи од град предизвика големи штети кај пченицата, но ги уништи тутунот, пченката и другите земјоделски производи. Свети Никола е пред прогласување на елементарна непогода. Градот минатиот месец го столчи родот на 5000 хектари. Штетите кај житариците во овој регион се проценети на 40 до 50%. По проценките на терен и доставувањето на извештајот до влада, општината ќе бара прогласување на елементарна непогода во Овчеполе.